Дождот го изгасна ризикот од нови жаришта кај некогашната фабрика треска во Скопје, но остана да тлее опасноста од еколошка катастрофа. Мојата информација дека има околу 35 до 40.000 метри квадратни азбестен кров. Дали имало и колкави се последиците од ширење на азбестот по огнената стихија, веќе е доцна да се мери, но клучно е да се спречи ново загадување. Поопасно е кога се вадат крововите и се распрскува таа прашина. Ке се имали ова предвид при расчистување на теренот кај треска. Црниот чад што во четвртокот се издигна од треска можеше да се види и помириса и на десетици километри далечина. Опасно. Да ви кажам, многу опасно беше. Мирисаше, многу мирисаше. Гадно мирисаше, претерано. Ова е навестена работа. Некој, моје убедување, некој сака ова да го лапне. По викенд дежурствата на противпожарните и полициските екипи околу поранешната фабрика денеска беше тивко. На терен во обиколка беа само неколку полициски службеници. Увидот на истражните органи заврши во саботата. Постапката ја води основното јавно обвинителство Скопје, кој ќе треба да утврди како настанал пожарот и дали има елементи на кривично дело. А додека се истражува што ја предизвика огнената стихија, се прави и стратегија за расчистување на остатоците. Главниот ризик се големите количини азбест, минерал кој при вдишување може да предизвика канцер на белите дробови. За азбестот претходно алармираа и самите инвеститори кај треска, на кои тоа им беше меѓу главните аргументи во барањата да почнат да градат по стариот спорен детален урбанистички план, кој општината ветуваше дека ќе го смени. И може да не се деси еколошка катастрофа доколку дојде, то не дај Боже пожар или не знам какви други непријатни ситуации. Тоа е интересот на сите нас. Тоа е јавниот интерес да го расчистиме тој дел. Иако од општината тогаш немаа прецизни сознанија за присуство на азбест, градоначалникот Горан Герасимовски во петокот потврди дека станува збор за големи количини и дека дел од нив биле зафатени со пожарот. Мојата информација дека има околу 35 до 40.000 метри квадратни азбестен кров. Да, вчера беше зафатен со халите и самите кровови, кои што и се уште паѓаат по самото гаснење. Искрено јас и вчера прв пат после многу години влегов во фабриката треска и тоа што го видов можеме да го споредиме со оние слики од Чернобил. Токму тоа што дел од азбестните кровови се распаднале е главниот ризик, бидејќи азбестот е опасен само при негово сечење, стругање, кршење. Во моментот, ако пропаѓале тие при пожар и направиле прашина, почнале да се распаѓаат самите кровови и таа прашина заедно со прашината од оганот се кренала горе, значи во таков случај има опасност. Иначе азбестот е огноотпорен, така да не гори, не може да изгори тој во таков момент, но може тие честички мали, бидејќи се тие влакненца со многу мали димензии, да се кренат заедно со димот и да направат проблем. Азбестоза, стомачни заболувања, рак на бели дробови се можните последици од изложеност на азбест, кој поради ваквите својства е забранет во Европската Унија уште од 2005 година. Дури едно влакно, ако ви падне на алвеолите и се закача нив како на кука, доволно е една честичка. Експозицијата може да биде меѓу 5 и 40 години и вие да заболете. А можете и да сте изложени подолг период, ако таква честички не сте вдишили, не се залепила на алвеолата, тогаш нема проблем. Значи нема правило. Дали и колкаво било загадувањето од азбест, сега може би е доцна да се мери. Градоначалникот пак вели дека мерните станици во последните 5 дена не покажале зголемено загадување на воздухот. Но опасноста од азбест воопшто не се мери со таква опрема. Главниот предизвик сега е како да се отстрани отпадот. Тоа беше и темата на денешниот состанок на кризниот штаб на Општина Центар, на кој се правеше план која институција и како ќе се вклучи. Таму согласно законските прописи, самите собственици на објектите треба да се ги исчистат отпадот по налог на општината и останатите надлежни институции.
Општина Центар согласно Законот за управување со отпад на приватен имот и во координација со надлежните институции ќе им наложи да во одреден рок го отстранат отпадот. Доколку овој рок истече, Општина Центар ќе испрати допис до ЈП Комунална хигиена за да ја превземе обврската за отстранување на разрушените бараки од фабриката. Искуството на професорот Стефов пак покажува дека во државава не се води сметка за стручно отстранување на азбестот. Потенцира дека тоа треба да го прави специјализирана компанија со строги мерки за заштита и на околината и на работниците што го отстрануваат отпадот, бидејќи опасноста е голема. Вадењето на кровови, фрлањето на кровови, распроскувањето на крововите и таа прашина од нив, значи ќе предизвика таква азбестна прашина што целата околина ќе биде загадена. Секој што ќе вдиши од тоа е во голема опасност. И додека се чека акција за расчистување на теренот и одговори за тоа како настанал пожарот, паралелно тече предистражна постапка за историјата на сопственоста на земјиштето кај Треска. Треска стана жешка тема во јавноста по падот на мораториумот на Општина Центар, со што се отвори патот за градба на 30 нови згради, предвидени со ДУП-от од 2012 година, кој отстапува од параметрите на генералниот план за Скопје. Се јавуваат инвеститори, викаат дека ќе градат. Со еден дојдоме и обеќа толку таду ќе ни даде ово, што ќе биде, како ќе биде. Да види че општината па. Општината што ќе направи. Герасимовски вели дека досега не ставил подпис ниту за градба, ниту за продажба на државно земјиште. Надеж гледа во носење на нов ДУП, зашто вели дека наскоро ќе биде избрана планерска куќа, која ќе треба да ги земе предвид и идејните решенија од јавниот конкурс за просторот кај Треска. Но факт е дека носењето на овој план трае многу подолго од роковите во кои општината треба да одговори на барањата на инвеститорите. Значи има закони кои што мораме да ги почитуваме. А јас секогаш кажувам, сите гледаме да биде најидеално. Чувствувате ли пораз вака од овој аспект во битката против ова урбанизација и против тие спорни дупови на ВМРО ДПМН кои што многу СДСМ ги критикуваше? Имам револт зашто толку долго време и покрај тоа што сме имале чист терен и мораториум, не е донесен идеален ДУП. Значи, оној дел да кариме на време не доведе до оваа ситуација. Каде ја лоцирате вината? Па не би навлегувал целосно кај кого е вината, битно е дека не е донесен ДУП-от за жал. А без нов детален план или суспензија на постојниот, прашање на време е кога општината ќе мора да даде амин за градба.